На 2500 слепи лица во државата има само еден печатар на Брајово писмо. Истиот е собственост на Сдруженијето на слепиот Велес и е единствен во државата кој активно се користи. Недостатокот на ваква машина е сериозен ако се земе предвид дека околу 700 слепи лица го знаат и го користат Брајовото писмо, што воопшто не е мала и занемарувачка бројка. Сепак, интерес за набавка на други печатари нема, ниту од домашни, ниту од странски донатори. Многу од странските донатори не се расположени токму за ваков вид на поддршка. Не велам дека не сме имале поддршка во реализација на вакви проекти, но тоа е мала поддршка. Освен книги на Брајово писмо, со печатарот може да се изработуваат и стратешките документи кои се важни за слепите лица. Но во моментов тоа се прави единствено во Велес. Голем интерес и иницијатива да се расшири во другите градови има и во Штип. Моментално ние сме 105 члена во Сдруженијето на слепи Штип. Ги опфаќаме тука Штип, Проби, Штип и Радовиш. Така да сите членови се заинтересирани и секојдневно во меѓусебните разговори имаат они иницијативи, упаќаме барања до било кој проект, некоја невладена или владена организација, ние се активираме, али потешко доаѓаме до тие права. Позитивниот пример на Велес треба да го следат и другите општини. Освен најмалку 4 книги годишно, таму на Брајово писмо изминативе 3 години се печати и локалниот акцијски план, кој заедно го спроведуваат надлежните институции и Сдруженијето. Чекор напред од мртва точка неодамна направи и Штипската библиотека, која набави околу 70 наслови на Брајово писмо. Но за целосна рамноправност на слепите лица, неопходно е печатар за Брајово да набави и Штип.